И што рече докторот? Во ред. Тоа е мачно, но не е крај на светот. Ајде, да одиме на сладолед и да разговараме. ХИВ значи вирус на човечка имунодефициенција. Тоа е вирус кој го напаѓа имунолошкиот систем на телото. ХИВ може да се пренесе кога некој има секс без заштита со лице кое има ХИВ. Или пак од споделување игли за тетовирање или инјектирање дрога со лице кое има ХИВ. Или од мајчино млеко ако мајката има ХИВ. Луѓето исто така може да се родат со ХИВ ако лицето што ги родило живее со ХИВ. Кога некој ќе дознае дека има ХИВ, може да доживее цела низа на чувства. Некои може да се чувствуваат збунети, ранливи или сплашени. Други може да се чувствуваат тажни или вознемирени. Некои може би ја гледаат ситуацијата како неправедна, што може да доведе до чувство на лутина или депресија. Реакцијата на секого е различна, но сите се сосема нормални и дел од процесот на прифаќање на живот со хронична или долготрајна болест. Лекарите се уште немаат начин да излечат ХИВ, но работат на тоа. И ако човек се грижи за себе, може да живее долг и здрав живот со тоа. Лекот што се користи за лекување на ХИВ се нарекува антиретровирусна терапија или АРТ. Редовното посетување на лекар, земањето на лековите, редовното вежбање, намалувањето на стресот, доволното спиење и јадењето здрава храна може да му помогнат на некој што живее со ХИВ да има долг и здрав живот. Луѓето кои живеат со ХИВ може да ги прават истите видови вежби како и луѓето кои немаат ХИВ. Играњето во спортски тим е одличен начин да се остане фит, за да го намалите стресот и да бидете социјални. Постојат државни закони кои ги штитат правата на луѓето кои живеат со ХИВ, вклучувајќи го правото да учествуваат во училишни активности и спортови. Луѓето кои живеат со ХИВ исто така може да бидат во врски и да имаат секс ако се предпазливи, како на пример редовно да ги земаат нивните лекови, да користат кондоми ако имаат вагинален или анален секс. И ако нивниот партнер нема ХИВ, може да му помогнат да го добијат лекот наречен ПрЕП, кој може да спречи пренос на ХИВ од едно на друго лице. Понекогаш лицето кое има ХИВ може да се чувствува изолирано или осамено, како да е единственото во училиште кој го има тоа искуство. Одлуката да им каже на пријателите може да му помогне на некој што има ХИВ да се чувствува помалку осамено, но дали треба да каже или не е лична одлука и само тоа лице треба да ја донесе. Во ред ако одлучат да не им кажуваат на луѓето за нивниот ХИВ статус. Ако имате прашања, корисно е да се обратите на возрасно лице со кое може да разговарате за овие работи и кое може да ви помогне да донесувате информирани одлуки. Не заборавај да ме посетиш на amaze.org или на мојот YouTube канал за повеќе. Чао!